Драги гледачи, добро вечер. Во денешната емисија ќе се обидеме да дадеме кратка анализа на амандманското пристројување во нашата република, поточно за конституирањето на организациите на здружен труд во стопанството и нестопанските дејности и уписот во судските регистри. Ги поканивме на разговор членовите на Републичкото координационо тело за насочување на оваа активност Милорад Антевски и Васил Димовски и председателот на Висшиот стопански суд Љупчо Ефремов, со цел поизворно да се запознаеме со резултатите од конституирањето и со проблемите што се јавуваат при тоа. Другар Ефремов, законскиот рок за пријавување и регистрирање на работните организации врз амандмански односи основи заврши. Што покажуваат моментално судските книги и до какви согледувања сте дошле при разгледувањето на приложените документи? Заклучно со 15. овој месец, кога истече законскиот рок, поднесени се вкупно 1556 барања за запишување во судскиот регистар, односно 88% од вкупниот број на работни организации кои подлежат на преструктурирање, а кои се досега биле запишани во досегашниот судски регистар. Од тоа, од областа на стопанство поднесени се 624, а од областа на нестопанство 932 барања за запишување во регистарот. Поред тоа, до таа дата поднесени се за запишување во регистарот и 810 барања на основни организации на здружен труд во состав на работни организации. Од поднесените пријави за запишување во судскиот регистар, 1418 се од работни организации кои се конституираат без основни организации на здружен труд и 138 се од работни организации кои се конституираат со основни организации на здружен труд. Од овие што се конституираат со основни организации на здружен труд, 112 се работни организации од областа на стопанството, а 26 од ванстопанска област. Од поднесените барања, заклучно со 15. јануари, стопанските судови решиле и запишале во регистарот 904 работни организации. Поред овие, решени се и запишани во судскиот регистар и барања на 103 основни организации на здружен труд. Од прегледната документација по поднесените барања за запишување во регистарот се констатира дека заедници на основни организации на здружен труд внатре во работните организации се пријавени само во 2 случаи, и тоа при една работна организација на подрачјето на Окружниот стопански суд во Битола. Сложени пак работни организации се пријавени само 3, и тоа во Скопје, каде се очекуваат уште 2 до 3, додека на подрачјата на окружните стопански судови во Битола и Штип такви нема. Сметам дека од аспект на интеграционите процеси за создавање на крупни стопански организации, ваквата состојба со сложените организации и со заедниците на основните организации на здружен труд да заслужава посебно внимание. Врз основа на изнесените податоци може да се заклучи: прво, конституирањето и поднесувањето барања за запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд завршено е во главно во законскиот рок. Тоа посебно се односи за работните организации од вон стопанството, кои го тоа сториле во 96% од вкупниот број на работни организации кои подлежат на преструктурирање. Меѓутоа, има и одреден број на работни организации, вкупно 214, или 12% од вкупниот број, кои подлежат на преструктурирање, кои навреме
не извршиле својата законска обврска за конституирање, што не значи дека тие не презвеле мерки за таа цел, но од разни причини не успееле тоа да го сторат навреме, а меѓу нив има и доста кои фактички не постојат, а не биле брисани од регистерот. Процесот на преструктурирањето на работните организации врз амандмански основи и организирањето на основните организации на здружениот труд како основен облик на здружениот труд во кој работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествено, економски и други самоуправни права, исклучително интензивно се одвиваше при крајот на годината, што уследи по општата и широка активност и мобилност на самите работни организации, подпомогната и со организирана, координирана акција на другите општествено-политички структури. Како резултат на ваквата активност, кај стопанските судови, во кус временски период од 10 до 15 дена се поднесува скоро сите барања, 1556 на број, за запишување во судскиот регистер на веќе конституираните организации на здружен труд, што ја посебно услужни положбата на судовите. Другарот Ефремов рече дека конституирањето и пријавувањето најголемо беше во последниот месец од минатата година. При тоа се јавија низа тешкоти и проблеми, а во тоа време се формира и Републичкото координационо тело за следење и интензивирање на активноста. Другар Антерски, кажете ни нешто за ангажирањето на ова тело. Засилената, широка и пред се добро организирана и координирана општествено-политичка активност, што ја иницираше, ја следеше и насочуваше Републичкото координационо тело, составено од представниците на општествено-политички организации, на Собранието, на Извршниот совет и Стопанската комора, за многу кусо време даде добри резултати. Републичкото координационо тело преку општинските координациони тела создаде мобилност на сите субјективни сили, скоро во сите средини. Се покажа дека ваквата општествено-политичка акција, што е покрена Извршното биро на председателството на СКЈ, беше апсолутно нужна, корисна и таа ги даде очекуваните резултати. Во овој момент пред Републичко координационо тело постојат неколку основни задачи. Прво, наше ангажирање во оние општини, односно во оние организации на здружен труд што не се имат конституирано, односно немат поднесено пријава за упис во судски регистар во законскиот рок. Навистина бројот на такви организации е мал и не треба да се заклучува од евиденцијата што ја дават судовите, зашто голем број организации кои се во стариот регистар во евиденцијата присутни, најверојатно еден дел од нив нема да се пријави за регистрирање, се работи за организации кои ги имат основана група граѓани, за организации кои во досега се имаат интегрирано со поголемите организации, така да еден број од нив ќе отпадне. Меѓутоа, од непријавените организации на здружен труд има и неколку поголеми, каде што апсолутно е потребно што побрзо да се ангажираме, за да и тие успеат да се конституират и пријават во судот. Во тој однос особено е потребно наше ангажирање во сложените организации на здружен труд, зашто скоро ниедна нема поднесено пријава во упис во законскиот рок. Мислам на сложените организации од стопанство. Втора наша задача е на тамошно ангажирање во организациите кои поднеле пријава за упис, но поради разни пропусти, неуредности и слабости, како од формално правен карактер, така и од суштински карактер, не може да бидат регистрирани. Такви пропусти и неуредности има повеќе, почнувајќи од формален приод во конституирање, во институционалното конституирање на здружениот труд, во конституирањето на основните организации, поделбата на средствата, нивното здружување, утврдување на доходот, конституирањето на органите на управување, колегијалните, извршните органи и посебно во утврдување на нивните права,
правата на работоводни органи и слично. Значи, сите тие проблеми што се уочени во самоуправните спогодби, од кои дел од нив се многу суштински, ќе барат на тамошно наше ангажирање, за да тие се отстранат. Посебно ангажирање ќе биде во статутарно регулирање на новите односи што сега се набележени во самоуправните спогодби. Трета по мене најсуштествена задача е што со самото конституирање на организациите на здружен труд, со нивниот упис во судски регистар не се завршува работата. Напротив, тука отпочнува борба за функционирање на нови општествено-економски односи. Ако се проанализират овие неколку, јас што ги напомнав како проблеми, како пропусти во самото конституирање, во уписот, тогаш ќе се заклучи стварно дека имаме тешка задача во реализација на нови односи, зашто и самите форми во кои се настојува да се одвиват новите односи, така се конституирани да тоа го невозможуваат. Како што сме информирани, во многу мал број самоуправни спогодби постои поделба на средства врз база на делбениот биланс. Тоа значи дека во голем број самоуправни спогодби не се утврдени основи врз кои ќе се утврдува доходот. А тоа значи, штом не се утврдува доход, не можат работниците да бидат во позиција да одлучуваат за него. Тоа значи, самата суштина на уставните амандмани во делот самоуправните спогодби не е обезбедена да се реализира и тука, велам, ни престои една стварно широка мобилност и борба за реализација на новите односи. Другар Димовски, во пресед сме на конституирањето на нашиот општествено-политички систем, на собранискиот систем врз нови основи. Од она што го чувме досега, дали се обезбедени сите претпоставки за нормално одвивање на активноста на овој план? Една од битните задачи во конституирањето на политичкиот систем врз начелото на новите уставни промени е избирање на делегации и делегати. Оваа работа, меѓутоа, е тесно поврзана со претходните подготовки кои мора да се спроведуваат на време, а се однесуваат на конституирањето и упис во судскиот регистар, бидејќи тие треба да вршат избор на делегации и делегати. Натаму, конституирањето на основните организации на здружениот труд е од големо значење и за формирањето на самоуправни интересни заедници. Нема сомнение според тоа дека основна преокупација во сегашната фаза на подготвувањето на изборите мора да биде дефинитивно конституирање на основните организации, односно организациите на здружениот труд и другите припреми кои се врзани за изборите. Не е случајно што напоредо со тоа, со припремите за упис во судскиот регистар, се преземани и други припреми и мерки за спроведување на системот на изборот на делегации и делегати. Во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, заедно со непосредна учество и активност на останалите организации, општествено-политички организации, се припрема програма за општествено-политичка активност и за утврдување на задачите на заеднички критериуми за избор на делегации во основните организации на здружениот труд, местните заедници и во другите самоуправни организации и заедници и за избор на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници. Од големо општествено-политичко значение што го има конституирањето и уписот во судскиот регистар и другите припреми кои треба да се извршат во врска со изборите, произлегува и вкупното ангажирање на социјалистички сили, општествено-политичките организации и други органи и организации, начело со СКМ, во реализирањето на оваа така важна задача. Благодарам на разговорот.